Кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Коле Чаракчиев на средбата со Радовишани побара в недела на денот на гласањето повторно да му се даде довербата. Ветува проекти кои се значајни за општината и граѓаните. Општина која ќе значи напредок, социјална равноправност, економски раст како и грижа за младите. Радовиш е фаворит, Радовиш е лидер, Радовиш може, Радовиш знае. Куклевица, урбана заедница број 3. Во Радовиш е најголемата урбана заедница. Урбана заедница која што матична урбана заедница на нашиот политички противник, опонент, носител, односно кандидат Ацар Ристов. Ние ќе го победиме! Ќе го победиме во урбана заедница 3 и во општина Радовиш. Зошто ќе го победиме? Имаме најдобра програма. Имаме програма реална и остварлива. Имаме програма која што може заедно сите да ја решиме, да ги решиме проблемите заеднички. Порака за обединување околу вистинските вредности и продолжување на економскиот раст испрати лидерот на СДСМ Зоран Заев од Радовиш во рамките на кампањата за вториот круг од локалните избори кои треба да се одржи на 31 октомври. Во изминатите 4 години и на централно и на локално ниво сме воделе грижа за сите аспекти на граѓаните. Отворивме илјадници работни места, невработеноста падна на 15,9%. Нашиот потенцијал и капацитет кога сме единствени е некаде околу 7.500 гласачи. На ВМРО ДПМН потенцијалот и капацитетот е 5.500 гласачи. Тоа е структурата на гласачкото дело. Само треба да изработиме работата. И немојте да ве гледам паднати. Победата е на наша страна. На 31. Ние ќе славиме победа. Нашиот политички опонент во првиот круг славеш. Генерал. 20 општини на 9 во првиот круг. Но, кој последен се смее, најславко се смее. И второ, на крајот, сепак најдоброто победа. Тоа треба да го знаете. Така било секогаш, во се по живот. И така ќе биде. Тој нагласи дека народот секој пат знаел да ја одигра историската улога и овој пат ја одигра. Се бориме за вистински вредности, сите заедно да застанеме и да се бориме. Вие сте гаранција за иднината и на Радовиш и на Северна Македонија, порача претседателот на СДСМ Зоран Заев од Радовиш.